вечер и добре дојдовте во 223-тото издание на филмскиот магазин Филмополис, кое вечерва комплетно ќе го посветиме на 29-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, кој започна на 27 септември во Битола, настан за кој ви информиравме во минатата емисија, а заврши на 4 октомври во саботата во Домот на армијата во Скопје. Токму разбудениот антагонизам меѓу Битола и Скопје беше главната тема во кулуарите изминатите фестивалски денови, за жал на штета на филмската уметност. Понудената програма и гостите беа доволно провокативни за фестивалот ваков формат, но како сите ние да сме се одвикнале од одење во кино, што повлекува и други работи. Меѓу другото дека не само филмот, туку и културата во ова општество е тотално на маргините. Токму на таа релација беше и нашиот муабет со долгогодишниот селектор на фестивалот, филмскиот критичар Благоја Куновски, со кого и ќе го отвориме вечерашниот магазин. Куновски и оваа година направи одлична селекција на филмови кои се надпреваруваа со наградите и очигледно беше и неговото жалење за сета негативна атмосфера што се создаде околу фестивалот Браќа Манаки. Стартуваме. И покрај тоа што е отворен проблем од Битола Скопје и зашто од Битола во Скопје, тоа јас го оставам како прашање кое треба дефинитивно да се разреши и Битола си живееше со тој фестивал, си го сака тој фестивал, таму потенцијално ја има таа публика, не може да омане под 300, никогаш нема 600, знаеле на скали да седат таму. Ти си бил сведок на тоа. Но овде не се случи, би сакал да видам еднаш кога видам барем полна сала. Обично главните градови без разлика дали е помал или поголем главен град, нашиот е балкански некој кепитал, дали се презаситени, дали им се билетите, не знам дали се скапи билети, не знам, но тоа не мора да биде причина. Говорев за тоа дека бев изненаден од публиката и тоа мислам кога мислам на скопска публика, тоа е широк конгломерат што се вели од разни состави е тоа што е потенцијално публика за било што, дали за спортска манифестација, дали за Бојан Тринаеске, за турбофолк или за било што. Но јас прашувам каде е оваа за овој фестивал, оваа фестивалска скопска публика. Невозможно е да се дојде на Скопје 63 да се види антологиско дело на градот 15 луѓе во Милениум. Според мене моралниот добитник на годинашна Канска палма Гомора доаѓаат 60 луѓе во Скопје на вечерната проекција. Вчера во кинотеката, во вториот термин, наша гостинка Леал од Илуминадос, документарецот во кој е и Карвалјо како дел од портретот на сите тие најдобри, кога видела 20 луѓе во салата во 10 часот проекција, се фати за глава и рекла: мајко, зар мене ова ме очекува? Нема оправдување, не ми е јасно. Значи, дефинитивно немаме киносали. Битола остана само на домот. Оставивме да бидеме слепо црево во Европа, затоа што направивме од Скопје некогаш 20 киносали со 4 тераси, да имаме само 4, да имаме 2 комерцијални во Рамстор, да ги имаме 2 арткина, практички Фросина, што јас ја основав во МКЦ. И штета е што дојдовме во ситуација да го потиснеме разговорот за филмови, сите разговараат за спорните работи, кој, каде, кого, на каква препка ќе му стави, а за уметноста ништо. Паралелно во Скопје и претходните репризи во Скопје беа катастрофални, со да ти кажам, на тамо што беше полно во Битола, овде доаѓа по 10, 20, 30. Значи, чуму во Скопје со сила, ако не ја бидуе работата. Ако не сакаат да гледаат филмови, никому ништо. Значи, ќе гледа тој што заслужува да гледа. Публика нема. Јас не знам, јас не можам да бидам дежурен виновник за тоа, но нека ми простати скопјани, барем за оние што се тие што претендираат да се со некакво интелектуално ниво, со некакво педигре, со некаква наобразба, дека филмската уметност, ако е ренесанса за Европа, зошто за нас да биде ние да сме некој слепо црево? По што? По која логика? Значи, дури апел до Министерството за култура, до сите инстанци, во Македонија подитно, во секој град, во домовите на култура, една киносала да се обнови, да се реновира, зашто постојат тие некои домови, како црква да се гледа и тогаш да разговараме за филм.
Јас морам да бидам искрен и да кажам дека воопшто и не знаев за фактот дека директниот потомок на Милтон Манаки, синот Леонид, е тука меѓу нас. Можеби ова се должи на фактот што организаторите на фестивалот и воопшто не го спомнале досега, но пред се и на фактот што господинот Манаки јуниор и воопшто не е дел од филмската фела и покрај славното минато на неговиот татко. Како и да е, тој беше почесен гостин на фестивалот, а ние сесредно поразговаравме со него, подсетувајќи се на некои прекрасни минати времиња. Дами и господа, господинот Леонид Манаки. Во Битола го споредија со Ван Гог, живеал во беда, па после сите великани тачно, што може е нормално, затоа што во почеток дури е човек жив, та негова способност, гениалност изгледа многу пати и кај народу, кај што живее, кај граѓаните, како ништо, како невалидна, многу пати како смешно, се смеат со нив. Меѓутоа денес го славим. Па да, тоа е. Многу е битно што е 29 годинашниот фестивал, 29 поред. Ме импресионира како во врска со тоа што остана жив фестивалот. Тој беше, значи, филмски снимател од рана младост. Беше одан во таа професија, не можеше ништо да го одели, друго ништо не го интересираше. Тој со брат му заедно ја почна кариерата, со таа разлика што братот него беше кабинетски човек, професор, додека Милтон беше роден за оператива. Беше човек што живееше за авантура, ако може да се каже, тоа снимање во тоа време. Јас бев многу мал во тој период. Друго, тој сакаше брза работа, младо дете не може да го следи него, не можеше никој, не само јас. Така да тој сам ја вршеше работата, а многу пати ќе најдеше некој асистент од публиката. Така да во многу филмови се јава, например, и брату, се јава како учесник во толпата, во народот. Така да имаше и критики како може Манаки да го сними филмот кога тој се појавува. Јас им одговорив и Хичкок се појавува на филм. Така одговорив, тоа не значи дека не е автор на филмот. Тој долго време беше човек без финансиски средства. Имавме беден живот. Можда цела република во тој период по ослободување немаше добар економска основа, но ние бевме, татко ми уствари беше без работа, така да беше приморен да снима за лични карти, за свадби. После известно време, години, му доделија илинденска пензија, но значи му го признаја, она учествува во илинденските собитија, како учесник, помагач, така некако. И од тој период се подобри материјалната домашна. Така да можев јас и да студирам. Добар живот, нормален во тој период. Што студиравте? Не ви прилича филмот како провокација? Никако не прилича, не знам зашто. Затоа што периодот беше таков тогаш. Затоа што видов дека татко ми живее бедно, уште немаше добиено она афирмација од власта, од поединци. Така да мене ми исплаши таа професија. А плюс тој нема слово, затоа што цела моја генерација беше ориентирана по, да кажам, директива, полесна директива од овие политичарите. Тогаш имаше недостаток на шумарски инженери. Јас отидов во Скопје да се запишам, сите мои другари таму, ќе одам на медицина, кажав. Па не се и нормални ти, каква медицина, тоа е шумарство, и така отидов на шумарство. До крајот на Вториот светски рат, до ослободување, доваѓањето на нашите ослободителни единици, ги сними во Битола, доваѓањето влезе. И тоа беше скоро последна негова активност,
со таа разлика што понатаму снимаше, например, доаѓањето на високи представници во тоа време, југословенски, како што беше. Да. Оваа година фестивалот додели 3 специјални награди на 3 славни имиња и една награда за животно достигнување. Сите лауреати беа присутни и одржаа така наречени мастер-клас, на кои ги поделија своите богати искуства со присутните. За жал, еден од добитниците, израелскиот продуцент Менахем Голан, ненајдено се разболи и мораше да замине. Но за среќа, наградата му беше доделена на отворањето на фестивалот. Во следните минути во магазинот, простор за бразилскиот кинематографер Валтер Карваљо, кој е веќе одомаќинет на фестивалот, бидејќи досега има добиено 2 златни и 1 сребрена камера 300, а оваа година ја доби наградата за животно дело. Ова е дел од неговиот мастер-клас кој предизвика огромен интерес. И покрај лошите авионски врски на Јужна Америка со Европа, особено со Македонија, господинот Валтер Карваљо со својата сопруга допатува на фестивалот, на која конечно ја прими наградата за животно дело. А кога веќе беше тука, тој за заинтересираните одржа мастер-клас, предавање на кое ни откри дел од своите тајни во професијата. Eu tenho uma afetividade, uma aproximação com a Macedônia. Има многу силни врски со Македонија, не само кинематографски, туку и географски. Североистокот на Бразил е многу сличен на Медитеранот и затоа тука се чувствувам пријатно. Бразилскиот мајстор, кој зад себе остави наслови како Туѓа земја, лева од таткото Карандиру, на предавањето се осврна на книгата Култот на светлината на неговиот колега, шведскиот кинематографер Свен Никвист, цитирајќи едно парче и во продолжение надоврзувајќи се на него. Diz o Nikvist, aprender a conhecer rosto para poder iluminar. За кинематограферот од фундаментално значење е да научи како едно човечко лице треба да се прочита и како истото треба да биде осветлено. Тоа изгледа многу тешко, но всушност најтешко е прикажувањето на ситните детали и малите сенки. Да се каже дека секое лице е уникатно е можеби глупаво, но не секој може да ги прикаже разликите што одредено лице ги поседува. Затоа за секој кинематографер е важно да соработува со сите на сетот, особено со шминкерот, но треба и да му се објасни на актерот зошто го правиме тоа што го правиме во одредена сцена. Најинтересен момент од мастер-класот на Карваљо беше приказната за поврзаноста со неговиот син Лула, кој исто така е кинематографер. Нивниот заеднички проект носи наслов Будимпешта и ќе се реализира следната 2009 година, но ние издвојуваме дел од една поинаква приказна за нив. Eu sempre perguntava para ele, seus pais sabem disso? На студентите обично им велам дека за одлуката да станат кинематографери мораат да се консултираат со своите родители. Но кога мојот син влезе во оваа професија, немав што да му кажам.
Тоа веќе беше влезено во неговата крв. Едно од првите прашања за кои тој бараше одговор од мене беше поврзаноста со диафрагмата. Јас му реков да не се грижи за тоа, отидов до полицата со книги и му посочив дека сите се дела од Ренесансата. Му реков доколку сака да биде кинематографер, да заборави на се и да почне да ги проучува светлата, сенките и архитектурата во сликите од ренесансниот период. Сето ова не е бадијала, бидејќи за мене големиот Джото е првиот кинематографер во историјата. Inclusive, o cuidado de sempre que possível andar com ele no peito. Покрај мајсторот Карваљо, најголемо внимание на фестивалот предизвика присуството на режисерот Велјко Булаич, кој доби специјална награда за огромниот придонес за нашиот град. Неоспорен е фактот дека токму документарниот филм на господинот Булаич Скопје 63-та беше оној момент кој сите во светот ги одржа будни и фокусирани на она што се случуваше овде по земјотресот. Инаку господинот Булаич го промовираше и своето ново чедо Либертас, приказна за легендарниот Марин Држич, кој многу брзо и ексклузивно ќе го гледате токму на ТВ Телма. Ова се минути во Филмополис за Великанот. Najveći uspjeh kod redatelja je opstati. Opstati, imati kontinuitet rada. Evo ja već 50 godina. Ali pritom ne pasti, ne praviti kompromis. Jako mi je drag Vlak, jer to je moj prvi film. Jako mi je drag Libertas, jer sam ga radio poslije 10 godina što sam bio ekskomuniciran iz kinematografije za vrijeme tih strašnih desničarenja u Hrvatskoj. Ali sad ne zato što ja razgovaram sa vama ovdje u Skoplju i što je riječ o filmu Skoplje 63. Možda mi je to najdrži film, a reći ću vam zašto. Niko nije znao da će se dogoditi potres. Ja nisam imao scenarij. Kaže, zove vas hitno neko iz Skoplja. Jesi ti Bulajić? Jesam. A kaže, ovdje ti je Blagoje Popov, kojega sam ja upoznao negdje prije jedan put. Kaže, molim te, kako znaš, snađi se, doleti u Skoplje i ostani 5 dana. Ostani 5-6 dana da snimiš, ovdje je strašna katastrofa. Ovaj grad, pitanje, hoće li se ikad vratiti u žive. Ja sam došao na 5 dana. Ostao sam preko 5 mjeseci. Počeo sam da observiram, snimam najjezivije prizore, ono što su snimali i neki drugi. I onda sam taj materijal našom vezu dostavljao preko FT1, francuske televizije, da oni distribuiramo sa neke svoje veze i tako. Ali onda sam vidio šta. Sve je to snimljeno, kako će se taj grad i vratiti natrag. Kako će početi da živi. Dakle, ne uzrok potresa, nego posljedice tog strašnog potresa u Skoplju. Kako će taj građanin to izdržati? Hoće li imati snage? Hoće li imati moći? Hoće li se razići ljudi, razbježati, ne vratiti se nikada? Ja sam počeo da snimam film o posljedicama tog katastrofalnog potresa. Nije problem bilo snimiti impresivne scene, nego u tom filmu dati ritam. Treba film da izdrži 1,5 sata, da gledatelji stvarno sa velikim zanimanjem to gledaju, da prati, da vide tu dramu grada. I šta se dogodilo? Film je igrao normalno u kinodvoranama kao igrani film. U Zagrebu ima oko 200.000 gledatelja. Kao dokumentarac. Onda u Italiji, šta da vam pričam, pa u Americi na televiziji. Da, u Size. I mislim da je film, dobro, ja sam sa njim fantastično prošao Zlatno glavo u Veneciji, Zlatnu nimfu, Kalingu, Neskoa i tako.
ali film je jako puno pomogao da ostane taj intenzitet pomoći gradu Skoplju kod građana u raznim državama, kod vlada, kod ostalih, da ne padne u zaborav. Znate kako je, svako čudo za 3 dana. Zato mi je drago to priznanje, stvarno mislim na najkulturniji i najljepši način da se Makedonija sjetila. Dakle, ovako, došao sam u Skoplje poslije puno godina, 30 godina. Ja sam našao samo nekoliko repera koji su mene posjetili, a ja ono Skoplje, ono porušeno Skoplje, znam bolje nego jedan Skopljanac, jer sam 5 mjeseci neprekidno snimao i išao. To je senzacionalno. Skoplje je strašno lijep grad. I ovo kako su ti arhitekti, čujem da su bili neki Japanci i ostali, da? To je jako lijep grad. To je svjetski, evropski, kulturan grad. Impresivan grad. Jako, jako. Пред да одиме со лауреатите на 29-тото издание на Браќа Манаки, збор 2 и за останатите селекции на фестивалот. Нови на оваа година беше документарната селекција по избор на Евгенија Теодосиевска, која се прикажуваше во кинотеката на Македонија. И покрај скромната посета, сепак актуелните документарци предизвикаа особен интерес, барем кај странците. Студентската селекција пак веќе неколку години е редовна содржина на фестивалот. Проекциите оваа година се одвиваа на Факултетот за драмски уметности, а на крајот во Домот на армијата беа доделени и наградите. Да видиме. O Đurđerdan, o baron, o Đurđerdan, o Годинава ние направивме ревијална програма, но мојата идеја беше да нема компетицијски карактер прв пат, само за да видиме како сето тоа ќе тече низ оваа програма, какви крвотоци ќе си земе, нели, какви патишта ќе изнајде до гледачите, но без разлика што беше ревијална програмата, беше составена од најдобрите продукции, според мене, од 2007-2008 година. И морам да признам дека бев пријатно изненадена од над 30 филма што ги добивме. Јас во конкуренција, во ревијалната програма одбрав 13. Од одгласот на нашата на гостите што ни дојдоа на фестивалот, морам да признам дека тие се пријатно изненадени од селекцијата и дека поголем дел од нив дури остана на свој трошок, навистина, за да ги видат сите филмови. А дел од нив мора да се одат, бидејќи се поканети на други фестивали. Имавме среќа да имаме 2 светски премиери и тоа едното е прекрасниот 2 полуживота или 2 животни половинки, Two Half-Lives на Сервет Голбол, турски автор кој живее во Германија. И другото е To be Child in Iran, да се биде дете во Иран на Бехрус Карамизаде. Многу е битна идејата, а јас се уште верувам во нашите автори дека имаат одлични идеи. Еве веќе и технички полека се опремуваат поголем број продукции, приватни продукции, па да не ги заборавиме и продукциите на нашите јавни сервиси или телевизиите кои што имаат национални концесии, кои што прават напори барем да им го доближат документарниот филм на гледачите. Јас се надевам дека нашите автори нема секогаш да трчаат по големи милионски суми за да прават големи играни филмови
ili samo igrani filmovi, da ne budem pretenciozna со големи, нека направат еден голем документарец. И се надевам дека следната година ќе имаме повеќе македонски филмови, кои што за жал оваа година ги немаше. Да, заедно со Борјан Зафировски ја правевме селекцијата за студентската програма на годинишниот фестивал. Беа прикажани во текот на 3 дена преку 30 филма студентски, кои што доаѓа од разни страни на светот. Фестивалот за среќа веќе е прилично етаблиран и си има своји луѓе кои што го пратат, значи на интернет и не знам како веќе светот функционира, али дојдоа филмови од сите континенти практично. Имавме гости од Финска, од Германија, од Канада и од не знам, други страни на светот. Сето тоа беше со цел да се некако да се донесат нивните искуства, да се тргне тој превес, таа мистерија дека филмот е, не знам, тешко да се прави, свето чисто да наши студенти и идните филмски творци се ослободат и да го изгубат тој страф од првиот филм, така. Студентското жири во состав на Антонио Митричевски, господинот Джевдет Тузлич, кој ни доаѓа од Сараево, и Маријан Огневски, кој што е директор на фотографија од Македонија. Ги доделија следните награди, има многу специјални награди, меѓутоа главните се најдобра камера, која што ја поделија Јихуан Парк од Јужна Кореја и Ѓорги Клинчаров од Македонија. За најдобра режија наградата ја делат канадскиот филм Емес и Аце Слеш, кој што е во режија на една девојка Фросина од Македонија, не знам како се презива. Да, и наградата за најдобар филм за филмот I Don't Dream in German. И на крајот и покрај сите перипети, величенствениот момент доделувањето на наградите Златна, Сребрена и Бронзена камера 300. Одлуката на 4-членото жири на чело со австрискиот кинематографер Кристијан Бергер и членовите Столе Попов од Македонија, Иван Фенио од Унгарија и Сју Гибсон од Велика Британија, безболниот и одсутниот Менахем Голам, во последниот блок во вечерашниот 223 Филмополис. Тоа ќе биде и последната содржина за вечерва. Пишувајте коментари на нашиот, се надевам, добро познат мејл. Доколку нешто пропуштивте, репризата на магазинот е вечерва по полноќ и утре околу 13 часот. До следниот понеделник, секој е добро. 29-тото издание на Браќа Манаки, барем надвор од киносалите, се заокружи онака како што започна, со протести, кои во Скопје беа пожестоки отколку на отворањето во Битола. Церемонијалниот дел пак во Домот на армијата започна со доделувањето на последната од трите специјални награди, онаа за русинот Карен Шахназаров. Я, конечно, понимаю, что для оператора вообще режиссер это самая большая проблема. Секако сваќам дека за снимателот режисерот е најголем проблем. Если бы не было режиссера, все было бы очень хорошо. Кога не би постоели режисерите, се би било многу поедноставно. И поэтому это особо ценно для меня получить этот приз на этом уникальном фестивале операторов. Затоа велам дека е посебна чест за мене да ја добијам оваа награда на овој фестивал. Жирито рамноправно ги подели своите улоги, па така првата специјална награда која ја доделува пријателот на фестивалот, рускиот Мосфилм, ја соопшти македонскиот режисер Столе Попов, а таа отиде во рацете на кинематограферот на турскиот филм Три мајмуни, Гокан Тријаки. I would like to thank you, jury, festival team and Nuri Bilge Ceylan. Thank you very much.
Унгарскиот актер Иван Фенјо ја додели бронзената камера 300 за одличниот филм снимен во прекрасните пейзажи на Чеченија, кој преку камерата добива безвременски димензии, таа му припадна на кинематограферот Јури Клименко за филмот Заробеник. Наградата во негово име ја прими главниот актер во филмот Вјачеслав Крикунов. Вот как всегда, когда надо, забываешь, что хотел сказать. Секогаш е така, кога треба нешто да кажеш, забораваш што си сакал да кажеш. Единствената жена во жирито, британката Сју Гибсон, ја додели сребрената камера 300 на единствената жена кинематографер на фестивалот, Јоланта Дилевска, за незината работа во казахстанскиот филм Тулпан. За жал, Дилевска веќе беше замината од фестивалот, па во незино име наградата ја прими македонскиот режисер Антонио Метрикевски, кој прочита поздравно писмо со благодарност од наградената. Ова награда за мене е голема чест. Свестен сум дека на фестивалот Браќа Манаки се наградени кинематографери кои биле и се мои учители. И денешната одлука од страна на жирито, баш на овој фестивал, за мене е големо доживување. И на крајот од церемонијата, главниот во жирито австрискиот кинематографер Кристијан Бергер го соопшти добитникот на првата награда Златна камера 300. Поради доловувањето на атмосферата во 40-тите години во војниот Шангај, прикажувајќи ја во детали обсесијата на карактерите, со што докажа дека е мајстор на неговата уметност, кинематограферот на филмот Страст внимание Родриго Прието ја доби главната награда на 29-тите браќа Манаки. Тој исто така не беше присутен, а организаторите ветија дека наградата ќе му ја доделат следната година на 30-тото јубилејно издание на фестивалот. До тогаш ум в глава, за да не се урне една убава фестивалска традиција во која се слави работата на кинематограферите. Да живее филмот!